30 години постоење на Воената академија Генерал Михајло Апостолски, која што е формирана 14 јуни 1995 година согласно Законот за Воена академија и статутот на Воена академија. Ајде сега со ред. Од мојата десна страна доктор Александар Петровски, вонреден професор, подполковник, раководител на лабораторија за ГИС на Воена академија од катедрата за воени науки и вештини. Добро утро. Сега со ред, нели, питомец Сара Димовска, помлад водник, 4-та година на студии, род Пешадија од Македонија. Добро утро. Питомец Елмедина Кадрич, десетар, 3-та година на студии, род Врски од Босна и Херцеговина. Добро утро. И питомец Иван Целич, десетар, 3-та година на студии, род Пешадија од Црнагора. Добро утро. Добро утро. Значи ми направивте проблем да ви кажам да морам да ги извежбам овие. Вас ви се познати. Немате проблем. Следствено, така. Дали е некако чудно кога за вас војниците, така ќе кажам, еве за нас народно повеќе поблиско, кога ќе треба да ви извадиме од вашата комфорт зона. И сега проблем ви е вака што сте гости, гледам дека сте целите вкочанети, опуштате се, сакам да си поразговараме, многу в јубилеј имаме за зборување. Може да почнеме, Александар, со вас. Она што секогаш било, да речам, предизвик, особено за помладите момчиња, е Воената академија. Сега, како се концепирани студиите на Воената академија за питомци, за офицери, за службите во армијата? И што треба да се исполни за да можеш да влезеш во Воената академија? Добро утро за вас и за гледачите на Македонската телевизија. Дозволете најпрво да ги поздравам сите од името на вработените на Воената академија по повод овој голем јубилеј за нашата Воена академија, 30 години, 3 децении постоење на воено образование во нашата држава, што представува секако еден голем јубилеј и предизвик за многу земји. Она што е важно за Воената академија е да напоменеме дека уште во почетокот на формирањето на Воената академија и на нашата држава се зазема став да имаме како самостојна држава наша самостојна Воена академија. И тоа беше регулирано со закон на 7 јуни во собранието, каде што се донесе законот за Воена академија и во истиот тој закон се нагласи дека 14 јуни е денот за Воената академија. Тој е ден како што имаат сите единици, така и Воената академија. И впрочем од тогаш започна и приемот на питомци на Воена академија. Тогаш се прими во септември месец првата класа или 5-та класа на Воената академија, кои што дадоа свечена заклетва на 11 октомври, знаеме тоа е празник за нас, како почеток на народно-ослободителната војна, и од тогаш нааму имаме постојан прилив на млад кадар кој што е заинтересиран за оваа професија. Сега, кога ме прашавте за тоа што се треба да исполни еден млад човек, јас би тргнал од она најважното е да има желба и да има љубов да ја носи униформата и да ја служи на државата. Значи, тоа е најважното нешто што треба да го има еден млад поединец. Втората важна работа е да биде психофизички способен за извршување на задачи во најразлични услови. Оно што рековте вие, излегуваме од нашата комфорт зона. Кај нас тоа не постои, значи ние мораме брзо да се адаптираме на сите услови, затоа што ние им служиме на граѓаните и секогаш кога сме потребни за граѓаните ние сме тука. Кога станува збор за концептот на студиите, би рекол дека прво и основно покрај психофизичката способност потребно е да имаш некоја претходна научна надоградба, значи завршено 4 годишно средно образование, да ја дојдеш на Воената академија, да донесеш документи, да полагаш физичко и лекарски прегледи кои што се елиминаторни. Воедно по новиот систем за ЕКТС ги тестираме и младиве кандидати за познавање од областа на математиката и од областа на англискиот јазик. Значи за нас е многу важно да видиме со каков профил на кадар треба да располагаме, со какви квалитети тие доаѓаат кај нас. И започнува еден процес на селекција каде што се одбираат 25 најдобри. Во овој момент можем да истакнам дека
имаме отворен конкурс за прием на питомци, значи нова генерација, каде што се примат 25 питомци за потребите на генералштабот и на армијата и имаме 5 студенти за потребите на дирекцијата за заштита и спасување и 5 студенти за Центарот за управување со кризи. Таа програма ја имаме развиено во 2009 година и од тогаш наомо постојано едуцираме млад кадар за потребите на армијата и потребата на овие две институции и представуваме пионери на Балканот во реализација на овие програми. Александра, вие сте професор, подполковник, раководител, имате повеќе чинови. Што за вас представува лично униформата? Најпрвен за мене униформата секако представува чест, но во исто време представува и одговорност пред питомците, пред армијата и секако пред граѓаните на нашата држава, затоа што ние работиме според посебни закони и правила за служба, така да секојдневно морате да ги почитувате тие правила и закони на однесување, бидејќи кај нас е важна не само индивидуалната ваш живот. Да, не индивидуалниот изглед, туку и колективно сите мора да бидеме еднообразни и да ги следиме тие законски и правилски одредби. Одамна стереотипите се срушени за тоа дека жените не треба, односно не се дел од армијата, па еве, ајде да ги вклучиме малку. Питомец Елмедина Кадрич, кој е мотивот за да се школуваш како жена на војна академија? Па, мислам првенствено дека постои многи предрасуди за тоа жени во армија, меѓутим, за мене е изузетна чест да бидем жена во армија, поготово во оваква средина. Кај нас во секојдневна работа нема никаква поделба по половима, значи сите сме еднакви, кај нас е битно знаење, дисциплина, тој тимски дух и све оно за што сме ми спремни за да дамо за наша иднина. И имаме многу заправо поддршка од сите наши претпоставени, од многу колеги, исто така и од околу, од наши родители, те пријатели. Како те гледаат машките војниците, кажи ми? Како рамна до нив, рамо до рамо? Така исто. Така исто, да. Дури некогаш има ли ситуација кога вие жените знаете на вежбите да ги воодушевите повеќе и мажите, да ги направите подобро? Па постојат така некои каде сме ние заправо појаки, за разлика од тие машки. Браво, одлично. 3-2 сме. Ќе ни дозволите, може. Ајде да слушаме и Сара. Питомец Сара Димовска, кои се можностите кои што ги нуди школувањето на Војната академија? Па вака првен, Војната академија нуди едно поразлично образование за разлика од класичното. Првен со тоа што, како што ги спомнавме, што имаме ние приемни испити, физички проверки и слично. Потоа, покрај што ние сме студенти како и сите останати на другите факултети, ние имаме и други обврски, односно од војничкиот дел. Нашиот ден е веќе на некој начин во глобала предодреден. Например, и академскиот дел е задолжителен. Присуствуваме секогаш на сите предавања. Имаме точно кога стануваме, од колку до колку што правиме и сите тие активности. Имаме и теренски активности, разни обуки за пливање, скијање и некои од областа на тактиката. Исто така имаме и можности за размена на студенти, например да студираме во странство еден семестар во повеќе држави, како што се Норвешка, Полска, Бугарија и Австрија. Јас исто така имав претходниот семестар можност да одам на една таква размена во Австрија и тоа е едно незаборавно искуство што се памти цел живот и остваруваш контакти со луѓе од цела Европа и надвор од неа и е не знам. Да, искуство кое што го пренесуваш тука и на сопствен терен. Добро, од севе овие подготовки, има ли некој момент кој што е навистина тежок и бара голема неизвестност до самиот крај дали ќе те изберат подготовките, дали физички, дали психички, се она што го наброја што е дел од подготовките за да влезеш на Војна академија? Па кога се сака нешто, мислам дека се може и посебно доколку имаш некоја желба и се трудиш за тоа, ќе го оствариш. И на почетокот беше тешко и се, и многу е тешко тој, да кажам, премин од нормалниот цивилен живот кога ќе дојдеш во војна средина, додека да се најакнеш на тие работи. На цела дисциплина која што си ја бара? Да.
и стануваат начин на живот. Останало како асоциација за се она што зборуваме ви за децата во училиште, како да ги воведеме на дисциплина, биди како војник. Да. И тоа останало така. Добро, како ќе го одбележите денот денеска? Денот на Војната академија започна да се одбележува уште пред. Повеќе активности имате? Повеќе активности кои што се реализираат. За мене посебна чест и гордост е тоа што успеавме заедно со Центарот за трансфузиологија да организираме хуманитарна акција во дарување на крв, каде што питомците од Војната академија и старешините и цивилниот кадар од Војната академија ја покажаа својата хуманост во дарување на најсветото нешто, крвта, значи кога е потребно да се спаси некој, затоа што една од нашите мисии е секогаш да помогнеме и да спасиме некого кога можеме. Оно што особено ме интересира е тоа што отворен информативен ден за деца од основното образование и деца од предучилишна возраст. Добро, што ве прашуваат децата кога ќе дојдат? Каква представа имаат за вас? Најпрвен, оно што сакам да го истакнам, тоа е една многу позитивна енергија која што ја носат децата секаде со нив, што за нас представува едно, да кажем, освежување во нашата секојдневна работа. Таа енергија пренесуваат кај нас. Оно што би го истакнал кај нив е љубопитноста која што ја имаат, сакајќи да истражат, да прашат, каде што ние им овозможивме да ги посетат лабораториите, училниците каде учат нивните повозрастни колеги, што се вели, им ги покажавме опремата со која што располагаме, значи оружјето, современата информатичка опрема, која што кај нив предизвикува воодушевување. Секогаш и за нас тоа имало интересни прашања. Секогаш прашуваат што правите, како правите, зошто ви служи ова и така натаму. Така да тоа е еден детски свет, е прекрасен свет и наназад години тоа го организираме со цел да ја на некој начин промовираме Војната академија и позивот за можеби некој во иднина од тие деца ќе биде и припадник на армијава, ќе дојде на Војна академија, ќе се школува, така да тоа е цел. Треба да ве наследи некој, да. Ајде да го слушнеме и питомец Иван Цилич. Што е она што ја прави нашата армија, вашата професија, што ја прави посебна? Зошто ве поттикна да се школувате кај нас во нашата држава? Благодарам на прашање. Јас се одлучив за воен позив уште кога бев средношколец. Сите во моја фамилија, зборувам за машки, наравно, поминале тај воен рок и завршиле после и војни школи во бивша Југославија и станале добри офицери. И јас исто прашав дали можем јас да станем дел од таа војна струка. Знаете, војска во моја земја секогаш беше дел од традиција и од култура и е опјевана во наши стари народни епски песни, а и исто во моја земја, а и овде Македонија порано се кажуваше да машки кој не може да помине воен рок не се смета како... Да. Штета што тоа денеска не се кажува. Да, и тогаш кога излезе конкурс за Војна академија генерал Михајло Апостолски, се мислав, ето, Македонија, нели, заедно беше со Црна Гора порано во иста држава. Тука сме близки сите, нормално, да. Исто така, близко се, не се далеку. Опет, македонски народ е многу пријателски настроен и миран и македонски јазик не е толку тежак и се то влијаше да ја, ето, бидем ту, кај што сам денес, кај вас у студио. Да, никогаш како било направило и денеска да се чувствуваме така блиски сите си уште. Она интересно што го спомена, јас сметам дека треба да се врати повторно војниот рок, ја не знам зашто тоа веќе не е кај нас. Што е она што се учи во војска, кое што им треба на оваа помлада генерација? Дисциплината ќе ја споменеме како прво, но што е ви Иван Биздвил, што се учи се во Војната академија? Знаете како, воен систем од вас стварно прави човек у секоја смисла, значи вие станувате и одговорни, кажем одговорни значи да завршувате свој обрски навремено, исто така сте совесни, станувате многу упорни, значи имате цел и мотивација да завршите тоа што треба и да станете тоа што сакате да бидете, имате нека визија. Исто така никогаш не треба да одустаете. Да се откажувате никогаш, да. Секогаш напреди треба да бидете упорни. Со нови цели во нови победи.
Дали што представува за вас униформата? Ќе ве прашам сите тројца, па ќе почнеме и ве со ред. Прва Елмедина нека одговори, па Иван, па Сара. Што за вас представува униформата? Вие сте огледало за народот дека сте тука во било која ситуација да не спасите. Од елементарна непогода до воена, не дај Боже, од било каков тип. Што за вас лично представува таа одговорност? Па, исто како професор кажа, значи, тоа е голема чест да се носи униформа. Она носи своја одговорност за сите и сите не гледат подругачие во неа. Сите осеќаат сигурност заправо кога ќе не гледат, затоа што знаат дека сме спремни заправо за да даеме било што и дека сме тука било кога, било каде за нив. Така, Иван? Па, за мене лично представува гордост и чест, наравно. Во наша струка не смеа да се прават грешки и затоа, како што напомену колешка, луѓе нас гледат као такви, да секогаш имаме право решение, право одговор за сите ситуации. Така да, Сара, со тебе ќе завршиме? Па за мене представува првенствено дека ќе дадам се за татковината во било кој момент и како што е и мотото на нашата академија, тоа е мотото што не води нас, знаење, служба, чест, татковина. Ви благодарам за одговорот, затоа што ме потсетивте на едно време кога, да, овие особини кои што ги стекнувате сега и понатаму во животот, кога ќе си имате ваши семејства, се разбира, ги пренесувате на целото семејство. Мојот прадедо беше полковник во ЈНА и знам дека целото семејство си бараше ред и дисциплина, дека едно поинакво функционирање тоа во семејството. Александар, каде и днината на Воената академија како лидер, ова сакам да го нагласиме, како лидер во регионот, како дел од НАТО академиите, тука се може да споменеме од обуки до кампови, до курсеви, до се она што е потребно и што е дел од вашето секојдневно работење. Така. Академијата постојано работи на унапредување на студиските планови и програми. Оно што сакам да го истакнам дека ние покрај првиот циклус на студии имаме и втор циклус на студии на Воената академија, каде што образуваме магистри од повеќе области. Имаме трет циклус на студии, моментално сме во фаза на акредитација на докторските студии. Постојано работиме на унапредување на курсевите за командири на водови, командири на чети, штабните офицери и командно-штабната академија, која што моментално имаме една класа, значи примена, и за прв пат изведуваме еден пилот проект на настава која што се изведува онлайн и дел од наставата која што се изведува со физичко присуство. Постојано ги следиме програмите на нашите партнери, сојузници, како што се West Point во Соединетите Американски држави, Британската воена академија, каде што отпосле, по завршувањето на школувањето, дел од нив ќе имаат шанси да завршат одредени курсеви, како напредни курсеви за командири на водови, чети, командно-штабни академии и така натаму. Би истакнал дека моментално имаме на школување еден питомец на West Point во Америка, што представува едно големо достигнување за нас, затоа што... Како тоа, тие аплицираат и одат или имате некоја меѓусебна соработка? Ние имаме соработка помеѓу академиите, меморандуми за соработка и се аплицира на база на критериуми кои што тие ги побаруваат од нас. Така да, они се пријавуваат питомцеве и отпосле се бира тој кој што е најдобар по тоа. Она што би го истакнал е, секако ќе продолжиме со напредувањето на летниот кампус. Од понеделник започнуваме со новиот летен кампус за оваа година, па ве повикал вас да имате на отварање во понеделник, да дојдете да видите како нашите питомци и питомците од 8 различни земји, припадници на НАТО и на партнерство за мир, заедно ќе вежбаат и ќе тренираат на полигонот Криволак. Така го споменавте тоа дека имате отворен повик за нови питомци, може тоа уште еднаш да го кажете. Да, уште еднаш да кажеме, значи за секој еден млад човек не постар од 21 година кој што се чувствува психофизички способен, завршил средно образование, не е осудуван, кој што е спремен да ги помени сите оние физички проверки и
безбедносни проверки, слободно нека се пријави на конкурсот, нека ги поднесе документите, ние стоиме на располагање. Ако го помине процесот на селекција, ќе има од кого да научи на Воената академија многу работи и ќе може, еве како нивните млади колеги, да ја носи униформата и да му служи на својот народ и држава. Кажете ми, колку години е образованието, како потоа оди со чиновите? Образованието на Воената академија... Затоа што сето е мотив за нив. Секој нареден чин е мотив. 4 годишни студии се, 240 кредити по ЕКТ систем, Болонскиот систем, значи нивната диплома е цивилно признаена надвор. Од после тоа може да го продолжат школувањето на било кој универзитет кој што работи по тој принцип. За она што зборувавме така, претходно, она што му го нуди Министерството за одбрана и армијата е можноста за стипендирање на постдипломски и на докторски студии. Еве, пример за такво нешто сум јас, бидејќи Министерството го поддржи и моето школување за магистарски и докторски студии во возраст да ја работам и служам на армијава и да ги едуцирам млади луѓе. Така да тоа е можност на секого што се нуди, кој што е заинтересиран да учи и да напредува. Кога зборуваме за чиновите си има законска одредба за временски период што треба да се помине во одреден чин и да се поминат тие годишни оценки. Значи, ние секоја година се оценуваме по 5 различни критериуми. Критериуми се исполнуваат. Така е. Да. И секоја година од почетокот на школувањето до крајот на нивната кариера, сите ние подложиме на физички проверки. Тоа е еден од условите, а другите услови се поврзани за командувањето, раковедењето, извршувањето на задачите и така натаму. Така да се следи целиот тој процес. Сето дополнителен мотив за работа и вложување во себе. Сето тоа бара жртва, но секако на крајот мотивот е да се оди напред. Како не. Така. Да, се исплати на крај. Ви благодарам што служите на народот, благодарам што не чувате, посакувам да пренесувате знаење на млади генерации, да имате уште многу. Так. Благодарам и на можноста еве да се обратиме на македонската јавност, да ги охрабриме сите млади луѓе кои што замислуваат дека ова професија е тешка и недостижна. Јас би рекол дека не постои ништо недостижно и тешко, само треба да човек се фокусира на тоа што сака да биде и многу лесно ќе успее во тоа. И да сака, се разбира, да се посвети. Благодарам. Ви благодарам. Благодарам на вас.